Добро вечер. Изборниот законник донесен 2006 година со вкупно 27 измени во него, безмалку денес го прави како една книга во која е запишено се нешто, но неговата кохезија тешко може да издржи нова интервенција на парче и затоа обврските кои ги превземе македонската влада во реформската агенда предвидуваат дека до крајот на јуни со изборното законодавство во смисла на потполно нов закон би требало да бидеме готови. Тоа е термин кој некаде влегува во разумната рамка која најчесто се опишува законодавството или оваа реформа мора да има јавна дебата, мора да има инклузивност и мора да има некаква временска рамка која е прифатлива пред избори. Договорот е дека некаде 6 месеци пред изборите би бил разумниот рок во кој изборното законодавство е завршена тема и во него не се чепка. Искуството досега не дека 6 месеци, туку безмалку на веќе распишани избори, значило понекогаш дека во последен момент од големиот договор на партиите на парче ќе одлетал по некој член во изборниот законник. Што е тоа што постојано се трга настрана? Адресираните препораки на ОПСЕ ОДИХР. По некоја делумно прифатено, но не во една целина која би означила дека нашата изборна рамка гарантира дека тоа е процес кој дава фер шанса за учесниците и одржува една вистинска рамка која ќе создаде шанса представничката демократија да го има својот вистински голем ден и да биде соодветна на тоа што е всушност состојбата на теренот. За последните измени скоро не знаеме ништо. Не знаеме ни која е фазата. Каква би била таа инклузивна дебата ако се уште еден месец до крајниот рок, ние идва и ги имаме елементите. Тоа што е пострашно е секогаш кога ќе се обидете да зборувате за замките кои во едно големо мајсторство би требало да ги донесат вистинските добри одговори за тоа што заднински може да се случува во кампањата, всушност секогаш заглавуваат кога ќе се спомене големиот збор, консензусот на големите. Тие веќе со години ги разфрлаат темите каков да бил изборниот модел, каков тип на изборни листи ќе имаме, каква изборна формула ќе предвидиме, дали ќе имаме изборен праг или не. И никогаш одговор на овие теми. Во последниот момент, одлуката на Уставниот суд од 20 мај, кој укина две одредби кои беа донесени минатата година непосредно пред изборите, де факто значат дека во овој момент правната празнина може да се толкува како состојба во овој момент дека ниту еден кој што замислува да се појави како независен кандидат на следните избори не може да биде сигурен дали таа празнина во законот која сушност ја донесе поништувачката одлука на Уставниот суд воопшто ќе им даде шанса да се надпреваруваат на овие избори. Одлуката на Уставниот суд е јасна дека поништувачката одлука не создава право, следствено на тоа и не може да се смета дека се враќа старата одредба за 1000 потписи за независните во трката на следните локални избори. Ова е дел од рамката со која вечерва сакам да разговарам со Александар Новаковски. Добро вечер. Добро вечер. Некогаш председател на ДИК, сега во капацитетот на експерт за изборно законодавство. Некои од партиите би рекле што тој може да знае од се што ние знаеме кога ќе тргнеме да правиме кројка на изборното законодавство. Да. Вие раководевте последната јавно позната работна група која состави текст за измените и од тоа на крајот едно големо ништо. Но ќе биде од корист што е тоа што го ставивте како текст и сега воопшто не сме сигурни дали некој кон тој текст се реферира. Снежана Калеска-Ванчева. Вие сте една од тие што во собранието гласа за последните измени во изборниот законник кои ја поставија оваа можност дека наместо 1000 потписи, 1% ќе биде потребен за собирање на потписи за евентуално да се кандидираат независните кандидати. Што беше причината за таа одлука? Што е образложението на Уставниот
суд, колку од некаква пракса и препораки на ОПСЕ ОДИХР беше имплементирани во таа одлука. Вечерва ќе го свртиме тој круг и се надевам ќе имаме повеќе време за препораките на ОПСЕ и ОДИХР, кои постојано се во сенка, вклучително и по денешната најава на премиерот дека решението на големата болка е ајде да излеземе една изборна единица, ви гарантирам ќе го прифатиме тоа, но вклучително и диаспората во таа една изборна единица. Пауза за реклами, па тргнуваме со дебатата. Господин Новаковски, препораките што ги достави работната група 23-та, некаде околу 60 членови, се реферираа на препораките на ОПСЕ и ОДИХР кои треба да одговорат на ургентноста на скоро истите прашања што се повторуваат, а тие го имаат истиот код. Еднаквост во пристапот на ресурсите во кампањата, за јаклата регулатива, за злоупотребата на административните капацитети, се заедно кое што е во главниот тој простор кој треба да обезбеди фер критериуми, прави врска помеѓу три закони: изборниот, Законот за спречување корупција и Законот за финансирање на политички партии. Тие што подобро ја познаваат политичката динамика, знаат дека тој период во кој што потрошивте многу време, учествува внатре партиите, експертите, всушност беа шумови во јавноста да изгледа дека околу ова прашање работиме, а на крајот 24-та година во март, непосредно пред почетокот на изборната кампања, се создадоа двете интервенции, од кои два члена Уставниот суд ги поништи. Кога сега велат за еден месец ќе донесеме изборно законодавство, предпоставам со искуството сте свесни дека тоа ќе биде далеко од одредбите инклузивност, јавна дебата, благовремено носење на регулативата. Што е проблемот да се издизаинираат и аплицираат овие препораки на ОПСЕ ОДИХР, кои ниту се толкава новина, ниту се тешки за имплементирање, само се добри рампи кои ќе спречат добар дел од поведенијата кои прават сиви зони во изборниот процес? Најпрво сметам дека многу добро ги детектиравте каде се проблемите. Точно е, работната група ги направи тие текстот на измените. Буквално се одеше од препорака до пропорака која беше пречистена од страна на работната група и од Министерство за правда и од сите кои учествуваа во работната група, и морам да ви кажам дека учествуваат сите кои имаа било каква поврзаност и учество во изборниот процес за комплетно државна изборна комисија. Не учествуваше ВМРО? Добро. Не учествува и други партии. ВМРО јавно кажа дека не учествува, но сепак морам да кажам дека не бавме ние од никого блокирани се до изготвување на предлог текстот. И тогаш мислам дека се гледаше дека нема да има волја да биде донесени измените и значи кога како председател на работната група го поднесов до Министерство за правда, Министерството за правда од тогаш немаше одговор. Значи, и тогаш, знам, во март месец 2000, ова беше доставено, да не заборавам, во новембар 2023. И мандатот на таа работна група беше да ги направиме измените за тогашните парламентарни избори кои се одржаја и председателски, а да се продолжи за работа на работната група за изготвување на нов изборен законник, кој е една од главните препораки на сите скоро завршени избори од страна на ОПСЕ и ОДИХР. Што се случи, како се случи, не би сакал да шпекулирам, но факт е дека се отидоа со некои измени кои нема блага врска со препораките на работната група, него само беше изгласано од работната група предлогот кој Дикси го предложи за едукативниот центар. Сега, овој рок
кој е поставен е невозможен да се исполни. Тоа би било вон сите препораки на ОПСЕ, бидејќи ОПСЕ не е препораката да се донесе нов изборен законник сега, него за следните наредни избори. Значи тоа значи не за овие локални избори. А сега, ако сака некој да се покаже дека е многу ажурен и ќе ги донесе тие измени во парламентот, тоа ќе значи повторно донесување на нов изборен законник без јавна дебата, без учество на никого, бидејќи за рокот од... може би контексти кои вие не мора нито да се интересирате, и тоа ги знаете. 30 дена тие имаат готов текст. Минатата година владата ја визираше календарот, термините во кои ќе го спроведува од реформската агенда. Никој не ги терал, ако почнале навреме, тоа можеше да биде инклузивен процес и да заврши, да речеме, во некаков јуни. Ние сме сега во состојба кога едва знаеме постои ли драфт, на што се реферира тој драфт, а веќе еве гледаме во собрание дека премиерот тоа го префрла на тема ајде да одиме една изборна единица, што веројатно не е ургентната тема во овој момент. Тоа е голема промена и не е ургентна, затоа што тоа е за наредните парламентарни избори. Добро кажав, за наредни парламентарни избори. Јас не ми е јасно, стварно не ми е јасно, зашто работната група не продолжи со ноцење на нов изборен законник и сега ќе беа тие рокови ќе си течеа, делот кој беше опфатен за локалните избори, начинот на гласање ќе можеше да се донесе, значи да заклучам. Нема потреба од брзање за носење на нов изборен законник. Рокот е веќе и така помина, не може за еден месец да се донесе нов изборен законник, при кој ќе се прават промени и за модел. Тоа е дебата која ќе се отвори и многу зависи моделот, покрива многу работи за да бидат изборите слободни, фер, демократски. И ова одлуката на Уставен би ја прокоментирал. Не, за тоа сакам посебно. Значи, во случајов, вие ако се донесат во јуни, што не верувам, и не е добро нов изборен законник да се донесе, нека ги донесат тие измените кои ги имаат на хартија. Но проблемот е што кај нас доаѓа нов министер за правда, ништо не важи претходно и сега тој готов текст, тој е во Министерство за правда. Значи, каде се препораките не само на ОПСЕ ОДИХР, него од сите надлежни, од ДКСК за финансирањето, делот кој беше опфатен, не се тие препораки на партиите или на неколку лица, но факт е дека некој паралелно работел затоа што тоа беше предложено од група пратеници и работната група, иако е заврши таа работа, не виде ништо дека е изменето. Не мора ни паралелно да работеле, не очекувам Калеска да биде индискретна, тоа е како се вели, дело на миг, не мора ни да работат. Јас ви кажувам дека не мора, ама не е честно да, например, ти толку лица опфатиш да работат на такви измени и цело лето, па после да се оди со некоја козметичка замките измена. што сега треба да се дотерат и одново да се постават прашањата, а се поврзани со финансирањето. Сега да го заборавиме тоа, додиме напред. Не се поврзани со финансирањето. Имаат една чудна предисторија која сведочи за тоа, јас ви велам, не пратениците. Одлуката или договорот за финансирање на политичките партии се случи во клуб на пратеници, на лидерска средба, во разговор за референдум, во една погрешно поставена динамика и дневен ред. Условот да се разговара воопшто за референдумот на Мицковски тогаш беше дека мора да се договори ова прашање за финансирање на партиите и потоа тоа лесно беше фасилитирано во собранието. Сакам да речам, кога постои големиот интерес, тие секогаш знаат да го најдат јазикот. А не случајно, не ретко има и предавство од малите кои можат 5 години да ви зборуваат што всушност сакаат на листата и потоа буквално да го предадат своето барање пред гласање кој ќе почувствуваат дека тоа за нив може да биде опасност на листите каде што се избориле да се наоѓаат. Да. Апсолутно. Можете ли од дистанца сега да опишете дека создадовме фер, доволно фер критериуми, никогаш ниту во изборот на формулата,
Ништо не може да биде до тој степен идеална пропорција, ништо не може да биде до тој степен предвидено со регулативата која може да биде проста рефлексија и на бројките, и на избирачите, и на потенцијалите на играчите во трката. Но ние сведочиме на апсолутна супер доминација на четворката од парламентот и во смисла на финансии, и во смисла на континуитетот што тие го добиваат на годишно ниво, што буквално денеска да зборувате дека влегуваат рамноправно во трката од нула, е да сте потполно лаик или нечесен, дека тоа сепак е процес со многу дефекти кои на останатите им дава малку шанса да се пробијат во смисла на некаква видливост. Што во тој пакет сега е нужно да го променим? Прито трошиме многу пари. Знаете, вие рековте на почетокот дека што е всушност изборното законодавство. Тоа е рамка која што во една демократска плурална држава треба да обезбеди фер и демократски избори, што подразбира еднакви или приближно подеднакви услови за учество на сите заинтересирани во изборната трка и истовремено да се грижи да го загарантира правото на оној што избира да може тоа да го направи онака, значи како што го гарантираат нели уставот и закон. И тоа е она што од тука е појдовната точка. Но Новаковски, мојот колега и по адвокатура, но и бевме заедно во првата и во Државната изборна комисија, во првата професионална, да кажам, тогаш барем се трудевме на вистина да бидеме прва професионална, бидејќи изборното законодавство, сегашниот изборен закон и кој што има, рековте, 20 и нешто измени, е всушност тој од 2006 година. Кажа дека работната група, знаете, после секои избори доаѓаат препораки на ОПС и ОДИХР. Бидејќи тие секогаш се клучните наблюдувачи на изборите и се релевантни и не само кај нас, тоа се нели на секаде во Европа, кои што после секои избори излегуваат и кажуваат врз база на нивното наблюдување, нивната експертиза, значи кажуваат што е она што препорачуваат да се направи за подобрување на процесот. Англичани викаат never endless story. Ниту еден закон не е совршен, најмалку и изборното законодавство. И тоа е нешто на кое што постојано треба да се навраќаме и да го напредуваме. Но за тоа е потребна вистинска политичка волја. Сега, колегата Новаковски кажа дека работната група многу сериозно работела, била инклузивна, од експерти, Министерство за правда, политички представници, но кажа дека тогаш во 2023 година сегашната позиција, тогаш најголема опозицијска партија ВМРО ДПМН не учествуваше. Сега, јас ќе си дозволам како во тој период пратеничка и представителка на Законодавно-правна комисија во Собранието да кажам од оваа дистанца дека ВМРО ДПМН свесно одлучил да не учествува како политички субјект, како најголема опозицијска партија тогаш, да не учествува во работата, значи за изготвување на едни такви сериозни измени, за кои што знам и тврдам дека апсолутно се согласувам со колегата Новаковски. Ама не учествуваше. Немој да заборавите, не реков јас ВМРО. И СДСМ немаше представник. Вака, да не заборавиме дека СДСМ беше, колега, извини, СДСМ беше на власт и работната група работеше, значи, под капата на Министерство за правда. И е различна позицијата на СДСМ тогаш и на ВМРО како главна опозицијска партија. Вие може да се согласите со мене или не, но тоа е мој став. А како политичка партија, не. Политички ставови. Не за тоа. Сакам друго да кажам. Дека околу политичката волја да не се чудиме после зошто на крајот
пред Може малку како арбитар во оваа расправа? Како кога фактички на распишани избори дојдовме во ситуација да водиме Новаковски никогаш нема да ви кажа, но ние како инсайдери знаеме дека ова беше за на сонце, а СДСМ и ВМРО-ДПМН заднински тера своја агенда, има комуникации, обрка целиот процес. Ева јас ви кажувам дека го знаев. Јас сум точна во оценката дека на крајот, во така наречениот голем договор или компромис, паѓаат во вода и сите препораки опција од ИХР. Тажно е зашто нема договори околу тие, како се вели, околу тие нијанси кои што се важни да го поправат капацитетот, да речеме, оценките за тоа колку ажурно треба да наблюдува ДКСК, со какви капацитети треба да ја опремиме да може тоа да го прави, да ги скрати своите рокови кога ги гледа финансиските извештаи. Тоа нас не е важно. Ете, тоа се малите тие нешта, условно речено, кои паѓаат во сенка на оваа голема расправа, ќе одиме ли во големата приказна, ќе средуваме ли отворени листи, ќе го менуваме ли моделот, ќе менуваме формулата? Како да ви кажам, значи, апсолутно се согласувам, затоа реков, мора да постои политичка волја. Но, извините, ама не можеме ние да говориме, значи, сега слушам денеска премиерот Мицковски вели, ајде да одиме со нов модел и да одиме со една изборна единица. Значи, и јас, и колегата Новаковски знае што подразбира тоа. Разговорите за нов изборен модел, тоа значи, ако ние одиме да разговараме за такво нешто, подразбира целосна реконструкција на изборното законодавство. Тоа не дискутираме веќе за одредени поправања во одредени сегменти, дали било тоа во делот на финансирањето, дали било значи во делот на кампањата или едукативен центар, роковите кои што се за заштитен избирачко право. Ние говориме за темелни, за суштински промени. Добро. И сега, како поинаку да го наречам тоа, освен гол популизам? Значи, однапред знае дека тоа нешто не може да оди, а да не дискутираме што веќе јасно се знае дека немаме политички субјекти кои што веќе кога и се отвори тоа прашање за една изборна единица, дојда, значи кој вика 3 изборни единици, 8 изборни единици и така натаму. Што значи, оваа изјава денеска по мене мислам прилично несериозна. Точно е, популистичка, има некаква намера, колку што и гласачите... Ама јас не можам поинаку да протолкувам. Гласачите во 2016 година, декември, во програмата на СДСМ, во која пишуваше дека 100 дена после изборите и формирањето влада, СДСМ ветува дека ќе го среди изборното законодавство. Секој кој што сметал дека тоа важно, исто може да рече беше популизам. Во првите 100 дена не се ни спомена темата, не пак да речеме еве си даваме време да работиме. Јас останувам во 100 дена тоа сигурно не може да се направи. Мислам такви сериозни промени, затоа што мислам воопшто да се отвори, ние треба да отвориме во општеството, да имаме консензус, да отвориме дискусија дали ни е потребно промена на изборен модел. Така пишуваше во програмата на СДСМ. Мислам, сакам да кажам дека како намера, да, ама за тоа, значи јас можам да имам намера и сакам тоа да се случи, но потребни се предуслови за тоа да дојде до тоа. Колку овие прашања кои ги третиравте во некаде мислам дека сум точна 60 членови, кои треба на најточен начин да ги доближат препораките кои се во континуитет на ОПСЕ од ИХР и кои од секој изборен циклус добиваат некакво ново искуство, некакво ново предупредување, но добар дел од нив се трага на истата приказна во континуитет. Тие требаше да доближат до решенија, дизајн во изборното законодавство, кој ќе овозможи подобра системска платформа и ќе ни овозможи шанса главните пилари на приказната да бидеме сигурни дека сме ги ставиле во доволно квалитетна рамка, за да не мораме истражувачки да зборуваме дали ова е тоа што го мислиме, дали ги префрлаат моделите на собирање пари, бидејќи целите промени се врткале околу тоа.
Што е проблемот да продолжат да разговараат додека не го најдат големиот консензус, имплементацијата на овие прашања кои во моментот кога ги носат не загрозуваат директно ни еден од нивните интереси. Затоа јас... Или поточно речено, знаат дека ги загрозува сите мали сиви патчиња кои што вака конструираниот закон се уште им ги овозможува. Јас заради јавноста. Значи мандатот беше баш да знае јавноста ова што вие го зборувате. Значи препораките на ОПСЕ и ОДИХР. Препорака за измена на модел не е препорака на ОПСЕ и ОДИХР. Но овие не е проблем да се усвојат, бидејќи во еден временски период, кога ќе има волја, бидејќи тие се готов текст. Значи, беше припремен од работната група, а Министерството за правда и тогашниот министер Лога го имаја текстот. Тоа не помина поради немање политичка волја, а се работи за исклучиво стручни прашања. Значи, не покривавме ништо кое засега некое политичко прашање. Во однос на моделот се кажа, ќе се разговара после завршување, кога заврши изборите? Година дена. Има работна група, нема, ни знам, ниту ме интересира. Но барем да работи на изборниот законник за следните парламентарни. Сега ние имаме локални избори. Тие измени кои беа поврзани со локалните и со парламентарните и со председателски, а кои се стручни и за кои ОПСЕ ОДИХР повторно ќе ги повтори забелешките, а и ги повтори. Тие ги тангираат сите избори, а ова зашто тие меѓу себе се расправаат од големата приказна ги тангира парламентарните. За жал на меѓународни средби, конференци не тука, мене ми беше едноставно меѓу разговорите се нема волја кај нас да си донесат измените. Бидејќи овие и учество на ОПСЕ беше како наблюдувач на овие измени кои беа. И сега да не повторуваме измените. Ево го текстот. Ние не зборуваме за некоја измена, дали бројот на гласачкото ливче ќе биде исти за председателски и за парламентарни. Смешно е тоа. Тука се измени кои треба од 2009 беше земено, значи од 2009 сите препораки кои се повторуваат со забелешка точна од кои причини се бара измена и тогаш кога некој од помалите, исто споменавте политички партии, видоа дека нема да се дискутира за моделот, морам да кажам дека од тие само левица остана. Сите други заминаа. Значи, видите каде е интересот. Јас го разбирам тој интерес, но овде не се работи за политички прашања. Ова се стручни прашања. Ова не може некој со група пратеници да го предложи и повторно да се нашменка работата и усвоивме препораки од работната група. Која препорака? За едукативниот центар на ДИК. И сега, во него учествуваше во работната група на стручна основа и се држаа многу седници во ДИК. ДИК веќе не се именува по членови кои се предложени од собрание, се именува како препознатливи политички фигури и сите учествуваа во работната група и сите гласаа за овие измени. Тоа сакам да го кажам. Значи, не гледам пречка и сега да направат напор. А за нов изборен законник нека само прочитаат препораката каде пишува дека за до наредните следни избори. Значи, имајќи во предвид дека ни една година не е доволна за да се постигне општ консензус, бидејќи се знае кои ќе бидат спорните прашања. Нека ги решат на лидерска. Ама лага е дека нека ги решат на лидерска. Лага е дека се во потрага по консензус. Не, викам, ако ги усвојат, затоа што изборни... Супер доминацијата во финансиска смисла. Изборниот закон... Доминацијата во медиумската смисла.
се основите кои што треба да одлучуваат и да го создадат тој така наречен голем консензус за законодавната иницијатива. Значи, тие кои што седат во парламентот, теоретски нема шанса дека ќе сакаат да ги променат правилата, овде веќе зборувам, на своја штета. Ево ќе кажам кратко, само ќе завршам. Немаше волја, предпоставувам да се донесат, и сега е несериозно да се каже дека до крајот на јуни ќе се донесе нов изборен законник. Ако некој, јас не знам ни една дебата организирана околу измените за да се донеси тој закон. Но ако мислат на овие препораки, јас мислам дека многу лесно ќе се согласат да ги изгласат, барем ево, ако не тогаш, сега нека ги изгласат. Да. Али не може доаѓа министер и кажува ова да мене ништо не важи предходно, сега јас кажувам во правда и пријатно. На шо личи тоа? Извините, вака морам да кажам. Госпоѓа Калевска, па некој работел никако на да тоа. сватиме дека светот не почнува некој работел на тоа. Не може така. Значи, треба да му се каже на таа работна група, вие работевте, благодарам, ние имаме друг концепт, па не е тоа политички правени сте овие измени за такви работи. Многу од правилата има таква динамика, човек не може да помисли дека законодавството мора да го менуваме со таа динамика со која се трансферите, кога си власт, кога си опозиција. Верувате, се обидов да проверам дали последната епизода со излегувањето на Алијанса од владата влијае на тоа каков е составот на ДИК, бидејќи последната претходна епизода во која Кринар Луга, како се вели, го ослободуваше местото и влезе без. Сега за мене создаде компликација, сега чекате да видам кој се вреди, кој е чиј печатот во таа смисла, кој е сега власт, опозиција, дали ќе има промена во ДИК. Повторно враќање на некаквата приказна дека тоа треба да биде професионална институција во која нема да правиме вакво корзо според динамиката колку тие прават влези и излези во влада и ги менуваат повеќе од правилата, понекогаш можеби и оние, да речеме, ќе дојдеме до ситуација сега кои се 4 партии, има и такви формулации кои треба да користат некои од погодностите во кампањата и финансијат. Па зошто па 4 партии? Мислам, тука многу прашања има. Па не знам како сме се одлучувале понекогаш да правиме такви формулации. Разбирам дека велите дека има многу проблеми околу таа приказна, затоа што интервенциите се на парче. Ајде сега, ова ќе го поминеме, па ќе видиме какви контексти ќе гради. Дека ние сме сега на прагот на локални избори, кога е важно да завршиме некои работи. Од некој ниво на ова што се препораки на ОПСЕ ОДИХР, и веројатно за почеток, или дури нека биде единственото, но таа е нужна во правна смисла, тоа одлуката на Уставниот суд во врска со членот 17 и 18 кој што ги укина. Следствено не се 17-18 од измените. Следствено не се враќа старата норма за 1000 гласови. Тоа не е сосема честно за оние кои што сакаат да се подготвуваат за кампања, за нив предпоставувам 5 месеци е мало време да создадат тим кој што ќе може да се едуцира за правилата. Ова се комплицирани постапки, да речеме, кога го одите тој пат, а тие во овој момент дури и не знаат кога собранието ќе интервенира во законодавна смисла да ја пополни сега оваа правна празнина. Кога размислувате со логика на некој што бил председател на законодавно-правната комисија, има ли смисла да се чека по големиот пакет или ова треба да биде ургентна интервенција на парламентот за да ја обележи вистинската правна трака по која сега може да се движат овие што се подготвуваат за независни кандидати? Значи, апсолутно, тука сам се согласувам и со колегата Новаковски, ниту има логика, ниту има потреба, напротив, чекањето и не превземањето чекори кон носење на овие измени, значи само штетно ќе се одразува. Бидејќи нов изборен законник, веќе рековме да не се повторуваме, е нешто сосема друго и тој бара многу повеќе време и е вистински политички консензус, значи
тоа во моментов не можеме да си го дозволиме, и тоа бара јавни, експертски, стручни дебати, значи не можеме ние повторно да влетуваме во некоја таква приказка. А дека ни е потребен нов изборни законник, апсолутно. После толку време, после толку многу измени, знаете, се е жива материја. Значи, и нормално е дека времето веќе го надминал, во добар дел надминал од одредбите на тогашниот изборен законник, кој што во тоа време беше многу солиден. Колегата знае, тој беше оценет, значи од ОПСИ, од ИХР, како многу солидна законска рамка и исчекор во она што значи демократски фер избори. Но факт е дека имаме потреба. Но, да не заборавиме дека не имаме конкретни препораки, имаме и не само што се препораки на ОПСИ и ОДИХР. Нашата јавност, нашето општество, да не кажам нашата експертска јавност, сите препознава дека има потреба од тие препораки на ОПСИ и ОДИХР да бидат имплементирани. И јас поставувам прашање зошто тоа не се прави. Значи готово е се. А да не говорам што веќе сме се обврзали со реформската агенда, значи дека тоа ќе го направиме. И сега се чека, но јас искрено мислам дека не знам, еве веќе мај заминува, изборите се во октомври, иако не се распишани, ама секако мислам точно кога ќе бидат, кој датум, но октомври е тука. Значи, добро рековте, дали треба да им се остави на луѓето, значи мора да се остави простор да се абсолвираат измените, да се подготват оние кои што сакаат да учествуваат во изборната трка. Сега, јас искрено не знам што да кажам, но она што за мене е клучно е дека треба Министерството за правда конечно да свати сериозноста и час поскоро, значи да седне и текстот што е изготвен. Јас знам дека кога дојде министерот за правда и имам странија дека сите работни групи се променети, све што било работено и не само на овој закон, и на други закони реформски, па одново, па сега нешто се брза, но зборуваме стварно за измени на изборното законодавство кои што се стриктно на препораки на ОПСИ и ОДИХР, и тука не гледам на вистина зошто би се калкулирало и час поскоро, а да не говорам уште имајќи во предвид и најновата ситуација со одлуката на Уставен суд. Така да тоа е, мислам, мојот став. Можем ли да поберам мислење, иако веројатно во некој друг состав можеме да разговараме за некои потези на Уставниот суд, кој во некој од одлуките, за некоја вели, ви даваме 6 месеци време да ја поправите законодавната рамка. Во спротивно, Уставниот суд ќе ја донесе својата одлука. Ми се чини дека се еден нов ракопис на Уставниот суд, кој може би со овие меѓучекори бара некаква еманципација на законодавецот во некоја друга позиција и може да биде квалитетно, се разбира, задржувајќи го Уставниот суд своето право мериторно и да одлучува. Во нијансите за членови во последната измена 17 и 18, кои го подигна прагот до 1% од запишаните избирачи треба да се оберете ако сакате да се кандидирате, кој прави едно потполно за нас небулозна ситуација дека вие всушност во предфазата, да речеме за Скопје од 4600 гласови, без малку си го заработувате советничкото место. Сметам дека е прилично тоа висок праг. Но, бидејќи досега не била практикувана таа норма, требаше сега од локалните избори по прв пат, дали ви е чудно дека Уставниот суд можеше да донесе и поништувачка одлука, тоа значи дека ќе останеше на сила старата, тој одлучи да донесе укинувачка одлука на, да речеме, одредба која ниту еднаш не е пробана. Прв пат требаше сега на локалните избори. Што тоа вас ви значи? Па добро, сега мислам дека Уставниот суд сега реално повторно имаме правна празнина и тој повторно на некој начин се обидува да го еманципира законодавецот. Уставниот суд ја укинал. И тоа е факт. И сега ние да зборуваме зашто ја укинал, зашто не ја поништил, мислам дека не е местото.
за да коментираме. Сигурно имале причини. Сигурно имале анализи, има доста тука кои се многу и познавачи на изборната материја. Добро образложението, значи, имаме се укината одредба. Се Уставниот суд да не треба да размислува дали законодавниот дом ќе имплементира, ќе направи измена на нова одредба. Зарем тоа да размислува? Ајде разбираме да размислува за некој друг. Законодавниот дом да не го реши ова прашање и да остави празна празнина, да го загрози изборниот процес, зашто Уставниот суд да мисли за тоа? Апсолутно така. Бидејќи, извините, имаме ние ситуација... Може би не се разбираме за нијансите. Не, само момент. Ако Уставниот суд ја поништеше, добро, парламентот ќе останеше, но дали може би со ваквата одлука има делови во кои вие ги повикувате повторно да размислат, бидејќи сега правна празнина, во оваа смисла. Ако се следат препораките на ОПСЕ ОДИХР, прагот 1% не е нешто што е вау, тие го исклучувале било кога од опција. Вели до 1%. Да не забораваме, препораката на ОПСЕ ОДИХР беше до максимум 1%, така да. Но факт е дека него ние отидовме на 1. Отидовме на 1, на максимум. 1% не е препорака на работната група. Не разговарам не за вас, колешке. Значи, други зборуваа дека е препорака, овде на ова место. Значи, не е препорака. Второ, ја укина. Сега, имаме ситуација кога тие две одредби се укинати, затоа што така одлучил Уставниот суд, но ние за група избирачи не му одземено правото да тие бидат кандидати. Низ цел изборен законник проведува група избирачи. Тие одредби не се укинати. Па сега, ако некој игра на картата дека ќе ги намали шансите на тие група избирачи, прво прави голема повреда на основните човекови слободи, права, на универзална декларација. Ама чекайте сега, довршам. Без формулата за пристап, група избирачи е термин кој што шета низ текстот всушност. Јас верувам дека ќе го решат. Значи не очекувам да нема да го решат. Веројатно треба да кажете, јас знам дека мора да го решат. Добро, ево, знам мора да го решат и ќе го решат. Но немаат простор, например, да остават, да не биде решено, бидејќи ќе самите си создадат хаос на изборите. Бидејќи не можете вие да му забраните некој на група избирачи да отидат и да собираат подписи или без подписи да се пријават ко независни кандидати. Затоа што целиот изборен законник проведува дека група имате избирачи. Значи не е тоа целосно избришано како состојба, но ајде да не одиме до таму. Треба да седнат и да се договорат. Се знаат од прилike и регионот и во Европска Унија кои се тие проценти. Например, вие имате, кога Хрватска го усогласуваше то, над 500.000 жители, се знае на локалните избори дека е негде 2-3.000 гласови. За град кој е над 500.000 жители. Беше малку зголемен прагот, но не беше драстично. И сега, мислам дека тоа мора да го решат и брзо, и ќе го решат во интерес на сите да имаат рамноправен изборен процес и да може да учествуваат и група избирачи, не може да ги избришат. Додавката само на парламентот или на законодавецот, за да не виси овој термин група избирачи, а да бидат сопрени всушност поради недостатокот на оваа постапка како се легитимираат всушност пред Државната изборна комисија, остава простор повторно можеби да се одредува некаква друга маргина која ќе важи за кандидатите. Тоа право не им е одземено. Ако се исчита одлуката на
Уставниот суд, таа повеќе се реферира на постапката, скратена постапка, кратко време, немање јавна расправа, создавање околности или услови во кои не сте сигурни како владе правото или нормата, што значи дека не е директен удар кој би требало на некој начин по автоматизам да го врати старото решение. Па знаете што пред малку рековме дека всушност значи не дека одредувањето со измени 1% од запишаните избори тоа само по себе не значи дека е противуставно. Бидејќи ако земете препораките на опција ОДИХР, во тој дел беа до максимум 1%. Така. Точно е дека европските изборни законодавства и да кажеме и во соседството, значи и други европски држави се полиберални и тамо јас мислам дека тоа ретко, не знам, можда Ноаковски знам, јас мислам дека ретко каде има 1% од запишаните, дали воопшто сега постои како 1%, но зборот ми е, не е тоа само по себе противуставно. Да, добро, рекла. Но дека ние навистина треба сериозно, и ако ме прашате мене, јас се согласувам, значи дека треба да се размисли за демократизација и за овозможување на што по-фер услови за сите учесници, а тоа би значило дека треба да навистина се размислиме дека тоа 1%, особено кога кажавте примерот, например за Скопје треба 4000 тамо 600 подписи да собере оној кој што сака да биде кандидиран како независен кандидат, а тоа е отприлика бројот на гласови што треба да се освои нели за да можете да бидете избран за советника ако сте на советничка листа. Што би се рекло, два пати си ја одработувате работата за истото место. Тоа е нешто што само по себе во старт ви е сосема доволен аргумент за сите да кажете, значи ова треба да биде коригирано. Така да јас се надевам дека што побрзо, мислам, ургентно дека овие, затоа што навистина не сакам да прифатам дека не би имало консензус на политичките партии околу некои вакви прашања, затоа што не дискутираме за изборни модели. Оф рекорд партиите ќе ви речат, и ми се чини дека тој тренд на размислување и меркање што да им правиме, почнат како почна да се креваат бројките тие на последните локални избори, мислам дека независните листи имаат нешто над 50.000 гласови, и сега од друга страна кај овие големите во кои се имаат анкети, имаат распоред, нив ги третираат како без везе ќе ни отцепат гласови, ние ќе изгубиме пратеник. Знаете дека оф рекорд во принцип така ги третираат. Но ако ние имаме слика, писаш дека сме се повеќе партократија, дека моќта на големите шмука се. Нас би требало да ни интересира во една инклузивна дебата дека оваа мала врата, овој прозорец мора да го оставиме многу послободен отколку што ставаме. Всушност ние мораме, пред малку реков, ние мора да гледаме напред. Значи, демократизацијата на општеството подразбира постојано следење на она што унапредување на изборното законодавство, бидејќи тоа е нели сршта од тамо доаѓа правото да бидам избран и правото да избирам. Од таму, значи, и ако ги следиме сите трендови, значи вие веќе немате значи гломазни партии толку гломазни кои што меѓу себе постојано се надпреваруваат и нема простор за никој друг политички чинител. И сега ќе мораме на пауза за реклами, а последниот круг од дискусијата е дали си го трошиме времето за веќе модели кои се на изумирање, проповедам ние дека мора да ги следиме, како се вели, трендовите, и насловот за кој сакам да размислуваме во паузата за реклами е дигиталното обкружување и кампањата која не е, како се вика, под некаков силен мониторинг и со постоечкиот изборен законник. Пауза за реклами.
Господине Ваковски, дигиталното обкружување на кампањите полека ги доведува до абсурд од една страна. Многуте милиони кои се даваат во традиционалната траса, медиуми, билборди, се останато. Регулатори, мерење секунди, минути, жребки, што се не. И сега веќе на другата страна имате цела една планина која не ја следи никаков регулатор, нема никакви финансиски извештаи, а имате веќе многу ситуации кои се паралелни. Вие можете да напишете во препораките дека јавните функционери не смеат да ги користат своите јавни профили. Ние ниту можеме да стигнеме да имаме вистински мониторинг, ниту пак можеме да препознаеме и да бараме одговори, немаме начин како во кампањата, што се случува со спонзорираните објави на социјалните медиуми, од каде се парите, од која сметка се финансираат, кој тоа го финансира, до вклучително јас секогаш велам, работите толку подинамично се движат на терен да еден ден ќе биде безсмислено да ве прашуваме што ни ставате забрани за некаков си изборен молк кој де факто нема да постои во цело едно друго море кое функционира околу нас, а тоа е дигиталниот облак во кој ние не сме пристапили и не знам колку можеме да пристапиме со регулатива. Целосно се согласувам, ниту сме моќни тука да реагираме, ниту да спречиме, ниту да ставиме во некои разумливи рамки. Имаше некои обиди, колку толку да се направат некои, да речеме, забрани околу формирање на некои ад-хок само за избори, за да се шират лажни вести. Но факт е дека изборниот молк веќе стана дегутантно да се зборува, бидејќи ние сме свесни дека нема рокови кога е распишан избори, кога не се распишан избори, него се води кампања целосно. Добро, нас не кастрирате и не казнувате за грешка буквално од 5 секунди во терминот. Тоа што е 20 дена, па ние скративме од 30 на 20 ради ефикасност, нема ни тоа логика, нема никаква логика, но сепак ние ќе останеме, верувам на тоа, ние поставо се движиме во таа област, ние основните препораки не можеме да ги решиме, па како да ги решиме тие работи. Но ќе дојде и тоа прашање да се отвори, за тоа треба, мислам дека збор да има друга стручна јавност, која треба да е уклучена, затоа што ево трендот на изборните комисии кои ги следам, се вклучуваат такви експерти во работата на надлежните органи кои се за спроведување на изборите. Господја Калевска, динамиката комуникацијска во изборна кампања и тоа што може да се случува на социјалните медиуми, интеракцијата која што може да се воспостави, станува веќе ненадоместлива со овој традиционалниот пат, а всушност не зарабувате нас во уредувачката политика, не создавате некакви правила во кои стануваме семафори, вашето време истече, имате уште 2 минути, минавајте на времето, а милиони се трошат во овој конзервативниот модел, создаваме регулатори, кршиме заби. Патем и тој неправеден за кандидатите. Поради поделбата на времето, вие знаете кој доминира во минутите кои што може да ги закупи, премногу пари во тој ритуал, а од друга страна цела една нерегулирана зона и ние како да не разбираме каде всушност се комуницираат клучните пораки. Апсолутно сте во право. Јас на самиот почеток реков дека ние мора да бидеме свесни дека времето е неминовно носи нови правила, нова потреба, значи потреба од нови правила, нова регулатива. Овој изборен законник со овие правила од 2006 година, ние денеска зборуваме за вештачка интелигенција во сите сфери, која што е вистински навлезена. Веќе дискутираме на ниво на Европска комисија, се дискутира за сериозни регулативи во делот на вештачката интелигенција. А ние говориме тука за изборен молк, значи традиционалните медиуми,
Значи, а ние немам како вие ќе можете да регулирате значи на социјалните мрежи простор за кого, колку, молк, па дали биле лажни, дали биле ботови, дали било тоа платено, дали било неплатено. Мислам дека и особено, јас тука се согласувам, мора во најскора иднина да во работните групи, во една сериозна дебата за промените во изборната регулатива да бидат вклучени навистина и експерти од една сосема друга област, како што се комуниколози, но и некои кои што навистина веќе имаат сериозни познавања од она што значи напредна технологија, ако сакаме да го следиме чекора со времето. Добро би било тоа така голем чекор, да речеме, последна декада на која не било тешко да ја разбереме шемата пустец. Да. Сега кога ги гледав локалните избори во Србија кои се реприза на пустец од Македонија, гледам всушност дека как се вели најодвратните парчиња од компрометирање на најважниот демократски процес имаат повеќе употребна вредност да се копираат отколку некој да направи брзи чекори во измената на законодавството и земји во кои што се уште се расправаме кога ќе ни важат документите, што ќе се случи со тие што наполниле 18 години меѓу првиот и вториот круг. Очигледно е тешко да се дигиталниот документ што ќе извадам ќе може да има важност. Фингерпринтови. Само ние и Авганистан имаме. Да. Тоа доволно не ви кажува. Добро, ми кажува и некои други работи. Знаете колку беше тендерот, колку милиони за тоа, така да сите нешта кажуваат повеќе работи од колку што сакаме да чуеме. Благодарам што вечерва бевте мои гости. Почитувани ви благодарам што не следевте, останете на Телма телевизија, пријатно.